Дозволете ми от името на Општинската организација на СДСМ Македонија Паланка да се благодарам на вашето одвоено време и вашето присуство на овој вечерешен настан. Нашата цел вечера е првенствено да го продолжиме континуитетот на политиката на СДСМ како отворен, модерен, транспарентен и пред се одговорен политички субјект, низ конзистентни и постојани среди и контакти и комуникација со граѓаните да ја гради политиката на своето делување и знаењето на решение на проблемите и предизвиците пред кои се наоѓа Македонија и нашето општество. Проблемите кои што ни ги оставува оваа власт како најодговорна власт досега се огромни. Комплетно запоставена економија, зголемена неработеност, сиромаштија, континуирано бркање на инвеститорите и целосно партиски притисок врз бизнис секторот, срушен систем на образование, колабирано здравство, потрошени резерви, празен буџет, тотално партизирани државни институции, партизирана полиција, кршење на основните човекови права и перманентно спроведување на политики спротивни на волјата на народот за членството во НАТО и Европската унија. Она што ни се случува пак на локално ниво, во текот на оваа година на локална власт на ДПМН е само копипаст на централната политика. Денес имаме општина во која што се работи тотално недомаќински, се дисциплинира бизнис секторот и предприемачкиот дух во градот, се воведуваат нови такси и давачки за граѓаните, нема нови капитални инвестиции, а се поголемата мака на граѓаните се намалува со разни манифестации низ градот. Безбедноста во градот е сосема нарушена, а полицијата комплетно партизирана. Се кршат законите во образованието, се отпушта стручен кадар, се дисциплинираат и деградираат неподобните наставници, а на сето тоа инспекторите молчат. Но денес сме тука со уште неколку цели. Една е целта што сакаме да објавиме дека денес на Општинската организација на СДСМ Паланка се приклучија нови 250 членови. Нова енергија за нови победи. Крилот Паланка се враќа, бастионот се враќа. На крајот, дозволете ми да ја поздравам најдобрата и најперспективната страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, особено на Општинската организација на СДСМ Паланка, локалниот клуб на Социјалдемократската младина на Македонија Паланка. А сега ќе се обрати секретарот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор Андреј Петров. Благодарам, председателе, почитувани пријатели, драги другари, можам да ви кажам со сигурност дека во Паланка ги победуваме и тоа убедливо. Нема да знаат од која врата да излезат. Оние кои ја узурпираат тоталната власт во Паланка нема да знаат од која врата да излезат и нема да знаат каде да се свртат. Гаранцијата се овие луѓе. Треба да кажеме некои работи кои заслужува ваков аудиториум во ваква импресивна атмосфера да се кажат. Прво, дека имате одлична општинска организација. Би посакал многу други градови да имат ваква општинска организација. Втора работа, имате едно заедништво и сите прогресивни сили во Паланка се ориентирани спрема Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и тоа е многу добро, бидејќи не може секој да води. Како што во СДСМ лидер може да биде Бранко Црвенковски, како во Паланка лидер може да биде Црвенковски. Гледани и млади и стари ликови ми причинува големо задоволство. И овие млади луѓе тука што дојдоа, кои сега се зачленија, кои ги даваме книжките, меѓутоа ми причинува многу задоволство. Што тука гледам ветерани, што тука гледам луѓе кои биле со СДСМ, тогаш кога било најтешко, кои страдале за СДСМ, кои биле малтретирани за СДСМ, кои биле бркани од работа за СДСМ
и кој никога СДСМ не го заборавија. Заради таквите луѓе, ние ќе победиме. Тие се луѓе. За сето тоа да го направиме, сакам да ви информирам што се ние направиме, бидејќи сме тука да ги споделиме со вас и дел од нашите работи, што на бикачка, како што кажа вашиот председател, направихме и зашто е атмосферата, како што кажува председателот Црвенковски, победничка. СДСМ во овој период ја конституираше централната командна структура, значи централниот одбор на партијата, ги конституираше сите локални партиски раководства. Овој период во кој ги конституирахме и местните одбори, овој период во кој ја конституирахме и социјалдемократската младина на Македонија, овој период во кој ги конституирахме и сите организации на социјалдемократската младина на Македонија из градовите, во исто време ги конституирахме и сите раководства на клубовите на жените из Македонија. Овој период во кој ја конституирахме и ја вративме во статутот и дадохме една огромна важност на градската организација и таа има за среќа што го има вашиот Стефче за председател. Овој период, почитуван генерален секретаре, ке е идно време од глаголот лаже. Секавата имаше една песна Чуче, чемо че тече. Овие си се на ке и само си се залажени. За тоа се шампиони на кои што капа ги скинуваме и во таа дисциплина ние дефинитивно се откажуваме. Немаме теоретска шанса да се бориме со нив. Добро вечер, почитувани пријатели. Добро вечер, драги земјаци. Ние овде во Крива Паланка сите заедно знаеме дека живееме и твориме во едно многу тешко време, време кое се вика невреме, притисоци, закани, уцени од сите можни страни до се она што не е ВМРО-ско. Посебно до се она што тие, како што го велат, е комуњарско. Но сакам да му кажам дека Njegov Švaka вика, тврдије орак, вочка чудновата, не сломи ga, ал ти зубе строши. Братчиња, овде замите ке ги строшите на Паланечки. Тие знаат дека први во Југославија најенаат клоцата од овде ние му ја одишме. И исто така први ќе бидат кој клоца ќе добие ВМРО ДПМН овде во Крива Паланка. Паланка знаела да даде и жртви, да се ја брани оваа држава и во најново време знам дека сите вие правите жртви, правиме и ние, за да се бориме секојдневно со оваа ненародна власт, за да успееме да ги убедиме граѓаните, да ги извлечеме, не да ги убедиме во тоа дали сме ние исправни, а дали се они на погрешен пат, туку да ги убедиме дека не треба да им се плашат, дека треба да се прекршат, дека стравот треба да го победат, затоа што ова што ни се случува и што натаму ќе ни се случува, ќе биде само полошо и полошо. Деновиве слушнавте. Што каже Лјупче Георгиевски? 2/3 од извршниот одбор беа бугарофили. Половина од централниот одбор беа бугарофили. И тие се така во континуитет. Што сака да каже, кога ќе сетете тројца ВМРО-вци, двајца дека се бугарофили? На нив ли треба да им оставиме државата? Тоа ли беше нивниот концепт? Да ја растурат Македонија, се обидуваат 2001, се обидуваат и сега да ја држат Македонија во заложниство, да ја држат во без перспектива.